телевизија, твоја телевизија. Почитувани гледачи и љубители на ракометот, поготово, добро вечер по 8 пат у студиото на ТВ-тера, посветено на 24-тото светско ракометно првенство за мажи, кое што се игра во Доха во Катар. Знаеме денеска нашата селекција одмараше, после вчерашниот пораз од Хрватска, кој надолго и на широко се го елабориравме, а и денес низ медиумите, нормално е дека се коментира само исклучиво за тој надпревар. Денеска се игра многу интересни исто така надпревари во CID групата. Меѓутоа, од резултатите од првото полувреме вистина се малку изненадувачки, да не речем она е запрепастувачки за Чешка Исланд. 10 разлика Исланд да губи, тоа не паметам кога последен пат му се случило, поготово не од селекција на Чешка која што има 0 бодови во досегашниот тек на светското првенство, 24-то светско првенство. Немаше некои импресивни настапи до сега Чешка, меѓутоа што се случуваше јас да вистина не знам, бидејќи нема прилика тоа да го гледам. Гледав исто што и вие на Данска со Русија. Русија има капацитет да се спротивстави на Данска, има имиња, меѓутоа нема колектив. Затоа мора да се грижи Олег Кулешов, нивниот селектор. Знаете, нашата сценарио и нашата програмска шема која е. Најнапред да го оставиме Зора Мишевски, тоа ме учил да видиме што тие забележаа во врска со денешните средби и потоа ќе се вратиме во студија каде што имам јас нешто да додам од стручен нагол. Почитувани гледачи, во терминот од 20 часот започнаа 3 надпревари со кои што ќе се заокружи четвртото коло на 24-тото светско ракометно првенство кое што се одржува во Катар. Најголемо внимание привлекува дуелот помеѓу Русија и Данска, меч кој што го водат македонските интернационални судии Николов и Начевски. Исланд е благ фаворит против Чешка, Франција огромен против Алжир. Силни емоции донесе надпреварот кој што имав можност да го следам во малата Ал Саад арена во Доха. Египет и Шведска игра без победи 25-25 полувреме 10-10. Двете репрезентации испуштија победа пред се Египет кој што ја имаше шведска врака. Долг период од второто полувреме водеше и со 5 разлика. Го имаше неверојатниот талент леворакиот Ахмет Ел Ахмар, автор на 9 гола како главна звезда на надпреварот. Меѓутоа нивната агресивна игра во одбрана го плати данокот. На 5 минути до крајот египјаните останаа со двајца ракометари помалку. Од -3, трите круни на Штафан Олсон и Ола Линдгрен се вратија. Фантастичниот крилен ракометар на Кил Никлас Екберг, како и младата звезда Виктор Ослунд постигнаа голови во серија и Шведска победе со 25-24. Се чинеше ќе има повеќе искуство да го приведе мечот кон крај. Меѓутоа, нов проектил ала Душебаев на Ахмет Ел Ахмар и реми за египетската репрезентација. Двете селекции до крајот не реализираа уште по еден напад. Германија, иако дојде со вајлд карта, е многу блиску да заврши и како првопласирана во групата на смртта, групата Д. Бундестимот славеше и против Аргентина со 28-23 полувреме 13-14. Лихтен на голот со 15 одбрани и Грецки со 7 гола без промашување беа најзвучните имиња во тимот на Сигурдсон. Рутинска победа на Полска против Судиска Арабија со 32-13 полувреме 17-9. Сприцак со 10 гола од 11 обиди, прв играч на средбата. Ево ги слушнаме видувањата на Зора Мишевски од лице место. Немам нешто баш најконкретно или многу што да додам на ова, бидејќи грото да на превари ни јас немам прилика, некој гледав на интернет, некој немав ни јас прилика да ги видам. Би сакал само нешто да кажам во врска со Русија, со Данска. Храброст, ако можам да ја речам така, на Олег Кулешов, кој што, например, се откажа од Дибиров, кој што кажува кога играше Русија дека на позиција број 1, дека игра слабо,
и тоа навистина го игра, го мислев. И денеска го замени на таа позиција и затоа на почетокот до некаде 20-та минута, барем додека имам прилика да гледам, добро се држеше руската репрезентација заедно со Богданов на голот. Зошто го говорам ова? Затоа што не ми е јасно зошто Русија и Олег Кулешов и се уште и натаму имаат капацитет за друго нешто. Со Евтимов и Пешкин на 3 и 4 имаат капацитет да одиграат феноменално и 6-0 одбранбена физикус, мислам, тука за физички предиспозиции, да одиграат извонена 6-0 одбранбена позиција, оваа одбранбена формација, со две брзи крила, дали е Шешкарев или Ковалјев, и од друга страна Дибиро, фантастично брзи крила, потоа Горбок или без разлики Гропуло на оваа страна може да направат бедем предо. Меѓутоа, тие се упорни и она што го говорев сенката на Максимов, што долги години се провеува и ќе се изгледа провеува во руската селекција. Иако внесе некои новини, мора да се признае Кулешов во смисол на малку поголема слобода во нападот на Русија и во проигрувањето, во инвентивноста на своите играчи. Меѓутоа, тоа не врви кај данците. На почетокот на светското првенство, кога говорев, големите селекции одат од надпревар во надпревар. Типичен пример ми е некако Данска. Од надпревар во надпревар влегува во ритам и влегува во се подобра форма. Ако се гледа првото полувреме денеска, со нивна 6-0 одбранбена формација, потоа извонена, веќе стандардна, да не речам, нивна постава, меѓутоа не се сега веќе останат е Хансен на лев бек, на среден бек, иако порано лутаја Вилбек и други за лев или среден, веќе кај исландјанецот игра сегашниот селектор на Данска, игра само среден бек. И со тоа го ослободува најверојатно и пружа навистина добри партии. И со Лауге и Кристијансен на лев и десен бек веќе добива два брзанци, кои што се побрзи од Хансен. Со тоа му овозможува, со таа брза игра на една и на друга страна, му овозможуваат на Хансен со Тоф Хансен, Ренатов Хансен, кружен напаѓач и подобра соработка и поголема слобода во играта, и тоа резултира на вистина со многу, барем за мене, здрела, квалитетна и не би рекол ноншалантна, меѓутоа многу лесна игра, и што резултира со огромен број на погодоци, а да не зборувам за одбраната, иако Ландин, барем не само на оваа средба, и во овие средби што измина, сосема просечен. Не е од типот на Мирко Алиловиќ, кој што беше на вистина воскресна од мртвите вчера против нас, меѓутоа сосема на некој просек се стои и така, тоа е сосема доволно да данците газат се пред се. Меѓутоа јас би се навратил сепак на нашите проблеми веќе сега, кои што се јавија. За тоа говорам затоа што веќе имам информација, веројатно и вие, дека се јави првата повреда, тоа е кај Ацо Јоновски, кај нашиот двоец во одбраната заедно со Велко Марковски, многу битен играч во нашата одбранбена формација, незаменлив во замислив одбранбени формации на Обраван, така да навистина тоа би представувало голем хендикеп, доколку навистина Ацо не може да продолжи со светското првенство, меѓутоа познавајќи го него тешко, мислам дека тешко ќе се откажи така да не игра понатаму. Меѓутоа за таа одбранбена каде што игра Ацо Јоновски, тоа е број 4, 6-0. Јас не кажам многу пати, ние немаме, барем до се не видов некоја резервна варијанта, што мене многу ми смета и стално го говорам тоа. Една сериозна репентација, поготоа репентација која што нема 16, например како Кил. Има 16 играчи, игра 6-0, меѓутоа кој да го смени, тој има по двајца и подеднакви играчи на секое место, темпото си останува исто и начинот исти на игра, така да нема проблем. Кај нас не е така. Ние спрема, јас секој сум говорил како тренер, селектор или било како коментатор веќе сега во случајот, дека треба да се направи торта од материјалот што го имате. Така и ние. Можеме ние да играме 6-0 со 170 виси на 180 и така натаму, меѓутоа до сега успешно го правев, мај да речеме тоа. Јас говорам дека можеме уште подобро, затоа што никогаш не сум бил задоволен, а не велам дека било слабо, да се разбериме веднаш. Сега, овде може да го игра и Никола Марковски на местото негово, потоа може да го игра, да се игра на варијанта што јас ја говорев, во која што добиваме на брзина, во Гринец на број 3, тоа што се игра во Металург, во Гринец со Никола Марковски на 3 и 4 или Веле Марковски, сејано, и тие го играат тоа. Исто тоа би се добила и десен бек добиваме, например со Миркуловски од позиција број 2 на среден бек прима топка, во Гринец Велко Марковски или Никола Марковски на линија,
Наумче Мојсовски, да, и на крајот, на пример, со Владо Недановски на позиција број 2 кога би играл, би дошол, ево го. И тоа исто го имаме и позицијата, видите колку имаме и напад, имаме и одбранбена формација солидна, имаме и напад. Меѓутоа тоа се мои некои размислувања, а тоа дали се размислувања на Ивица Оброван, не знам. Затоа што ги имаме истото Недановски, Мојсовски, Миркуловски, Вугринец, во првата фаза напад говорам сега, Георгиевски, Никола Марковски. Сега тоа после тоа одма бидејќи е блиско, Вугринец може да се замени со Лазаров многу лесно и безболно. Меѓутоа тоа се некои мои размислувања, оставаме на Оброван за тоа. Меѓутоа во врска со оваа повреда на Цојановски, сигурно подобро и поподробно може да не објасни Зоран Мишевски од лице место. Како турнирот одминува, дојдоа и првите проблеми за нашиот стручен штаб и селекторот Ивица Оброван. Потруењето од сладолед на Немања Прибак пред 2 дена, кое што е веќе санирано и заборавено, главните проблеми ги прави скочниот зглоб на Ацо Јоновски. Уште вчера во првото полувреме на мечот против Хрватска забележа болна гримаса на лицето на стружанецот. Стегна заби и херојски го одигра над преварот. Веројатно да не беше мундијалски, превентивно ќе беше повлечен на клупата. Денес неговиот скочен зглоб е отечен, веќе неколку часа се обидува отокот да спадне, го пропушти попладневниот тренинг. Докторите велат, 24 до 48 часа е вообичениот период на одмор во вакви случаи. Познавајќи го Јоновски, херојски ќе стегне заби и сигурен сум дека утре ќе настапи против репрезентацијата на Австрија. Но прашање е дали треба да се ризикува, бидејќи го имаме в джеп осмина финалето, а 2 дена по мечот со Австрија ќе дојде дуелот со Катар и Словенија, кој што е шансата на генерацијата. Тешка одлука е пред нашиот стручен штаб. Секогаш наредниот надпревар е оној најважен. Меѓу Австрија и осмина финалето, сега треба да се направи исклучок. Денес во Доха некои сали се празни, меѓутоа се подготвуваат за тренинзите и за утрешното последно коло во А и Б групата. Додека пак во С и Д групата денес се комплетира четвртото коло. Македонската ракометна репрезентација го остави зад себе првиот пораз по една преспиена ноќе, се анализира вчерашниот дуел против Хрватска, но се со перспектива утрешниот дуел против Австрија да биде оној кој што ќе ја врати Македонија од дебито против Тунис минатиот петок. Добро, мора да сватите сите дека ние сме ова е четврт надпревар и сите репрезентации имаат одреден пат во еден момент, меѓутоа предноста на другите репрезентации што имаат поголемо искуство и разликата не се приметува толку нели резултатски, меѓутоа сите репрезентации евидентно дека имаат пат, значи можеме да збориме дека Хрватска имаше пат на почетокот, нели? Лошо тргна, лош старт, значи секоја репрезентација има успони падови, меѓутоа големите репрезентации тоа малце подобро го контролираат, или по случајот Хрватска контролираше тоа малце подобро од нас. Оној момент кога ние паднавме, они знаеа да го искористат тоа, направија разлика и кога сега се собере стварно треба да сме сите задоволни, значи имаме 3 победи, еден пораз против една Хрватска, значи кажувам цело време, значи да не се залетуваме и да не нели даваме изјави некои кои што навистина не се реални, иако јас би сакал да е така, меѓутоа нашиот надпревар дали го нападнавме Хрватска, дали дававме 100% од себе, видовте сами дека да. Значи не може буквално се замери на ниту еден од играчите, значи дадовме сите од прв до последен 100%, дали правевме грешки, правевме. Она што нас ни помогна на надпреварот со Босна заради нашето поголемо искуство, веројатно тоа помогна на Хрватска да они денеска така го пријат надпреварот. Значи ние имаме наша цел, ќе повторам, и сите треба да се свртиме кон таа цел. Значи баш верувајте дека нема буквално време за никакви анализи. Значи вечера може да се разговара за надпреварот со Хрватска и од утре веќе почнуваат подготовки за Австрија, која што е многу поважна од ова. Значи големи надпреварувања се, големи се напорите и физички, психички. Значи веќе утре ни останува еден ден кој што дали во тој еден ден да се спремите, да се одморите, дали да гледате видео, дали да истренирате, дали значи буквално нема време, стварно се доста тешко е овој ритам е тежок, така да мораме сите да останеме сите заедно концентрирани на нашата цел. Се надам дека ќе успееме против Австрија да одиграме многу подобро и поквалитетно од колку ова денес и да се обидиме да ги добиеме тие два надпревари и да го обезбедиме нашето второ место во група. Со ова ниво на игра може ли да очекуваме победа против Австрија?
Па мислам дека нешто не беше сосема коректно, значи да не се лажеме, значи ние не одиграме лош натпред, меѓутоа Хрватска е репрезентација која што има освоено све што може да се освои и сигурно дека во овој момент се поквалитетни од нас, значи тоа е реалноста и тоа е вистината. Сакали ние да признаеме или не, тоа е така. Во Гринец видовме еден надпревар кој што барем во првото полувреме ни потврди дека можеме да играме и за првото место во групата со еден великан на светскиот ракомет како Хрватска. Што недостига за во текот на сите 60 минути да бидеме сериозен партнер на така моćна репрезентација како денешниот наш противник? Аз мислим да сме били сериозни партнер 60 минута. Дефинитивно сме играли против... Мислам дека бевме сериозен партнер 60 минути. Дефинитивно игравме против една екипа, една Хрватска, која е велесила и навистина кога го гледам надпреварот штета, бидејќи имавме можност да направиме еден подобар резултат, ама не успеавме да издржиме таа концентрација 60 минути и таа голема екипа ги искористи своите 5 минути. Не сакам да зборувам за судењето. Судењето на ова светско првенство е некако специфично со сите тие правила. Хрватите искористија поени што не бевме концентрирани. И они jednostavno se isto pogube malo i malo ubijaju isto rukomet, ali greške prade na dve strane, ko više to iskoristi. Ja mislim da su danas Hrvati to malo bolje iskoristili, kao što rekao, nismo bili koncentrirani, nismo bili na takvom nivoju. Изравнато прво полувреме, квалитетот и ширината на хрватската клуба дојде до израз во продолжението. Како го видовте вие надпреварот против Македонија? Добро, сигурно да сме знали да ќе биде стварно еден тежак меч. Сигурно дека ова беше еден тежок надпревар. Знаевме колку е Македонија квалитетна и тоа го видовме веднаш на самиот почеток во првите минути кога Македонија водеше. Ние имавме доста грешки на крајот, нашата одбрана, полуконтрат, организираниот напад през судија и на крајот на вистина борбено игравме, дисциплинирано. Ги донесовме овие поени кои мислам дека ги заслуживме сите. Оне бодове кои мислим и заслужуваме. Македонската фаланга ги добива сите надпревари на трибините, нешто слично како ракометарите на теренот. Македонците ќе бидат помногу бројни утре и од австријците, па поддршка ќе ни биде потребна, бидејќи не е исто дали ќе играме со Катар или со Словенија во осмина финалето. Од Доха, Зоран Мишевски. Сега, веќе познато, утрешниот надпревар битен, навистина битен за нас, сакаме да бидеме втори во групата. Колку тоа ни носи сега поволно или неповолно ќе видиме понатаму, меѓутоа наше е тоа да го одиграме и да освоиме максимум од она што можеме од бодовите. Впрочем и тоа е зацртано. Играме со Австрија. Мене лично ми смета некако ова не е страф, ама нешто што ми превеува за Австрија. Кога Австрија ќе ни падне во група, квалификациона група, во дали светско или за европско првенство, на сите сме ние задоволни од жребот во тој момент. Бидејќи ни паднала Австрија. И сега веднаш дека се најдовме заедно на светско првенство, сега веднаш нешто као стравуваме од нив и така натаму. Дека е сериозна, да се разбериме една работа, дека е сериозна репрезентација Австрија и тоа како. Има, впрочем, неколку натурализирани играчи, има исландски селектор, веќе неколку години работи таму, се осеќа и неговата рака, брзината на играње, меѓутоа талентот што го имаме ние, ајде да речем балканците, да не зборам само за македонската репрезентација, ни случајно не го имаат, меѓутоа имаат физикус, имаат трчање, имаат дисциплина. Сега, на тоа ние да спротиставиме, не сме ние помалку физички спремни, ако се тие уморни, ние сме, тоа е нормална работа веќе после оваа фаза. Само да се надоврзам на Борко, како би било кога играве ние на Европско првенство, 12 само врвот, кремот на Европа учествува таму, две групи по 6 екипи, секој ден надпревар. А да игравме денес уште веднаш после ова или секој досега да имаме одиграно 3 надпревари во 3 дена, тогаш да видиш Борко како изгледа тој напор. Ова е сепак голема добивка, еден ден ме помеѓу надпревари. И затоа треба максимално да се искористи. Да не должам надолго и на широко, конкретно нешто имам да кажам, неколку зборови околу врска со австријската селекција. Очекувам Сантош на крило, Херман Левбек, Силаджи, тоа е алфа и омега, ќе ја објаснам и после, Божевиќ на десно, Вебер десно крило и Пош на линија или Вегерс Рајтер, ако него го изговорив добро, не е ни битно за вас, почитувани гледачи тоа. И на голот ќе биде Мариновиќ, 38-9 годишен искусен голман, многу квалитетен голман, зависен од првите неколку топки и доколку и него
го разбраниме на почеток, може да имаме сериозни проблеми. Инаку, апсолутно мислам дека не би требало да представува проблем за нас. Како Сантош. Сантош е може би првиот контраш на Австрија. Има добра финта, меѓутоа ретко ја користи, а иначе многу брзи нозе има и ретко ја користи. Тука може да се Херман на левбек, има и Шлингер, уште еден левбек, кој што за мене понезгоден, ама мислам дека помалку играше на светско првенство. Има брз шут од лака, така да доколку нашиот број 2 или 3, без разлика кај ќе се најде Шлингер во позиција шут, не излезе доволно или под фаул, тој знае да шутира, многу непријатно за голманите. Херман е класичен бек кој што оди широко и телефонира на тоа како оди во вкрстување. Меѓутоа, алфа и омега и делта и се силаджи. Унгарски репрезентативец, веќе години има австриско државјанство и околу него најдобар стрелец во историјата, ако сака да ви кажам и тоа на австрискиот ракомет и така натаму и така натаму. Вака која ќе се погледни, многу делува незграпно, склон на повреди, ќе видите тешко се движи на видум, тешко се движи, меѓутоа страшно непријатен играч, а тоа веќе сме играле со него и го знаат сите играчи и прочем, затоа што тој напаѓа на втора статива, која нападне на пример овде на број 4, директно. Бара проигрување, меѓутоа прво бара реализација. Како? Не оди на скок шут, би кажав, има повреди со има проблеми со нозете, меѓутоа е толку непријатен со шут, дали од дерет или од друга страна, од земја, а не значи дека не оди воопшто на скок шут. Меѓутоа има многу непријатен удар, бара низ играчите, низ зоната удари, кои што невидливи за голманите и страшно непријатни. И првата работа што ја бара силаджи е баш тоа, шут. А втората работа, што е нетипично за еден плеймейкер, за среден бек, втората ги бара да ги разигрува Херман на едната страна или Божевич на другата страна. Божевич е еден класичен шутер, црногорец со австриско државјанство, левак, висок 197-8 см, има топ во раката, меѓутоа му треба 3 чекори за да шутни. Тој не е како силаджи му треба пола чекор, да не претерам, од еден чекор може да шутира. А овоја нема таа техника, меѓутоа има удар и го чека дали блокада со Пош или другиот веќе знаете кој да игра на кружна, не е битно, со кружниот напаѓач, со блокада деблокада знае да проложи, тоаш користи силаджи на една и на друга страна. Меѓутоа никој нема ни да мрдни додека не потекне наредбата од него. Значи се врти околу него. Имаат изморено десно крило Вебер, и одличен стрелец, дрзок, знае да скокне од малагол и може со тоа, на пример, доколку Сантош и Вебер се разиграт, да не различам нашата одбрана. Сега, тука е она, пак ја зборуваме с таа резервна варијанта што ние требаше да имаме, барем до сега не ја видов, може да имаме, ќе видиме. Дали е тоа Дејан Манасков, Владо Недановски, не знам кој е таму. Имаме многу кои што можат, Филип може да одигра се. Затоа што буквално тврдам дека 200% сум сигурен во тоа што ја говорам. Без силаджи ова е обезглавена репрезентација. Меѓутоа не со ова силаджи тоа го сакаат австриците, затоа што ставаме 5 на 5 на огромен простор, а тие се поснажни од нас. Не, играат на 10-11 метра и тука да се спречи. Апсолутно нема техника Херман со Божович, некоја техника за тука и ќе биде голем проблем за квалитетно додавање во право време да се прими во залет на едниот, другиот, а да не зборам за вишок на крило. Значи, апсолутно тврдам дека ова е една, не мора да биде тоа стартната наша. Меѓутоа, многу лоша варијанта за нападот на австриците, кога се стопира силачи. Зиура е заменик за и за него ќе кажем. Литванец со државјанство, ајде не е битно од каде, тој е веќе друго. Тој има темпо играч, работи за играч за бековите претежно, има некоја соработка со пикерите, меѓутоа не е толку. Не е толку како силаджи што има таа соработка. Меѓутоа страшно работи за едниот и за другиот бек, во лево и во десно, меѓутоа оди на претежно до што може да го приметам, оди на широки вкрстување, што значи широки. Ова се тесните вкрстувања, за оние што не знаат веќе сега, мислам, помалку познаваат ракометната игра. Ова се кратките вкрстувања што мене ми пречат кај нас, бидејќи што тоа се навлекуваме самите во средина, што го грешевме со хрватите. Ова е оди баш тоа што требаше барем ние да го играме по моје мислење со хрватите, широки вкрстувања. Кога има топката, тој оди широко, на број 2 напаѓа овде, за левиот бек напаѓа зад него, и видите, сега со ова овде го одвлекува нашиот број 3 со блокада овде или уште поопасно на другата страна. Можеме овде вишок да има нашиот противник на другата страна. Значи, затоа го говорам ова, зошто е Зиура опасен, затоа што тој не треба
не е толку опасен во шут, не треба многу да се испраќа и не е толку конкретен кон голот, него тој само лажњак за да навлече играч со број 2 или меѓу 2 и 3 да внеси забуна. За да тоа го искористи овој бек шут или продолжена топка на другата страна. А Силач е баш конкретен играч кој што кога оди до крај и шутира. Значи тоа е разликата меѓу они двајцата. Ова е темпо играч, а ова е играч кој што и реализира Силач. Значи имаат Пош и Веге Снайдер, тие се високи 190 и нешто сантиметри беко, ова кружни напаѓачи, статични, не се движат од статива до статива, тука е нивното поле на действување. Ќе видите ретко, да не кажам воопшто нема да дојдат некоја широка позиција, бидејќи немаат ни техника, дај Боже да шутираат од таму. Тоа е наша шанса. Меѓутоа тешко, ќе ги видите, меѓутоа тука се опасни бидејќи се стабилни и знаат да отцепат одбранената формација. Одбраната на хрватите, баш тие двајца, Пош и Веге Снайдер игра средина. Божевиќ кога игра, кога не игра, дај Боже да игра, затоа што тоа е шанса да наш десниот бек. Да, тој е висок, многу спор на нозе, лесно излегува на 8-9 метра, сакаат да излезат и 2 и 5 на ова, на 8-9 метра, кога е топката, например, на среден, за да нема сигурно додавање средниот бек лево и десно. Меѓутоа, во тоа, доколку се доде, страшно непријатно е за Божевиќ, а за нас е добредошло, бидејќи кој да биде на оваа позиција, дали тоа ќе биде Прибак или Наумче Мојсовски или не знам Миркуловски во измена на места, тука е многу побрз од него и можеме тука да ги разбиваме, а меѓутоа никако на средината. На средината се овие двајца се остри играчи, добро, барем од она што имав прилика да го гледам, добро воиграни и не одат многу до 9 метра. Си знаат способностите, не излегуваат многу надвор на ветрометина да бидат на финта. Значи, да одиме со широки вкрстувања, пред малку што ги објаснував, широки вкрстувања да ги влечиме во една страна или во друга, блокада на оваа страна, да се навлечи Лазаров овде, со напад на, дај Боже Божевиќ или не знам кој да биде овде, да ствариме овај вишок 3-3 овде, пасивен во однос на нашиот кружен напаѓач или со финта да помине или вишок на крило. И од другата страна нормално. Значи, тоа е и брз проток на топка. Што значи тоа? Тоа е брз проток на топка и со ова ќе завршам, значи ова. Например, да секогаш нека не стартуваме од крило, нека биде во ќош доволно што ги одлечи нашиот играч. Меѓутоа, нашите бекове да аут линија да ги напаѓаат двојката или петката Лазаров и со додавање, блокада на тројка, финта во една, прескокнување на ова, еве го тој вишок на играч и од аут линија Лазаров, на не према средина, како што сме навикнали, меѓутоа затоа велам тоа се некои тактички варијанти кои што се во план Б, кои што треба да се применуваат за да му се помогне на екипата. За кога не оди на екипата, тога се применуваат тие такви некои варијанти или шаблони, како сака да речете. И доколку не помине имаме вишок. Тие се тоа план Б во одбрана и план Б во напад, што ги обеќав и што ги рекол дека ќе ги образложа малце ова. Ево сега се тие прилики кај што нас не затреба и не затреба и со хрватите. Меѓутоа тоа е веќе работа на ивица на Обрван. Не знам колку е тоа сработено, затоа многу пати говорам од овде. Друго е едно да се кажува, друго е да тоа било истренирано, за веќе сега да прерасне во автоматизам и да се примени за време на еден надпревар. Режија, ако не се лажам, мислам дека сега следува она што многу гледачи едва го чекаат, топ 5 најдобри потези на светското првенство.
Trio Plus, дисконт за алкохолни и безалкохолни пијалоци на 3 локации во Битола, Прилепска кај Art пазар, кај Девојот и на улица Далматинска во Пазарот, и на уште една локација во Ресен, на улица Ленинова, наспроти Пазарот. Trio Plus, на едно место. Најголем избор на пијалоци. Дамбој инженеринг. Продажба на станови во изградба. Продажба на готови станови. Изградени со најнова технологија, со собствен паркинг простор. На локација улица Ѓорче Петров кај градинката Пролет во Битола. Дамбој инженеринг. Ние ги градиме домовите на среќните семејства. Доо Барби веќе 24 години со вас. Комплетна линија на канцелариски производи, електронски апарати за канцелариско работење, канцелариски мебел. Доо Барби, ние секогаш нудиме повеќе. Офис Стор Битола, Пелагонка 2. Елеганција. Квалитет. Класика. Во ритмот на животот. Линкести. Просперо ви нуди ПВЦ подови, ламинати од германско производство и трослоен паркет со врвен квалитет. Просперо во Прилеп и Битола. На светското ракометно првенство вкупно се 24 репрезентации со 384 играчи. Интересен е податокот дека од сите нив највисок е Марко Коплер, кој игра за хрватската репрезентација. Тој е висок 2,10 метри, за сантиметар повисок од чехот Касала, а 2 од полјакот Камил Суперзак. Потоа следува катаранинот Борја Видал со 2,06 метри, потоа 4 играчи со 2,04, а тоа се австријанецот Јанко Брозовиќ, чилеанецот Марко Онето, германецот Ерик Шмид и уште еден играч од хрватската репрезентација Јаков Гојон. Токму оваа репрезентација има најмногу играчи повисоки од 2 метри, дури 6. Тука ќе ги споменеме плюс Вори и Степанчич со 2,03 метри, а Лиловиќ и Муса со 2 метри, а до нив се германците, пољаците и белорусите. Интересно, кога ќе се земе просекот за висината на ракометарите на светското првенство, на прво место се германците, пољаците, а потоа хрватите. Што се однесува на репрезентациите со најниски ракометари, на прво место е Саудиска Арабија со просек 1,80 метри, потоа Чиле, Египет, а поединечно најниски играчи се Мохамед Алабас, Абдуллах Алабас, двајцата од Саудиска Арабија. Сук Вакиф или во буквален превод постојан пазар е најважниот традиционален пазар во Доха, место што секојдневно го посетуваат илјадници луѓе, домашни странци кои тука може да се снабдат со катарска национална облека, сувенири, зачини и други производи од ова поднебје. Тука има огромен број ресторани со кујни од целиот свет. Овој пазар стар 100 години неодамна е срушен и повторно изграден во традиционален стил. На пазарот за Мируди можете да најдете зачини од целиот свет. Посебен дел е пазарот каде што се продаваат камили, ловечки соколи и други птици. Сук Вакиф е и место каде што се отворени голем број уметнички галерии. Раскошот на Доха се гледа на секаде. Луксузни хотели, богати продавници, огромни и снабдени трговски центри. Вистински бисер е центарот Виладжо, направен во венецијански стил. Иако е од затворен тип,
Сводот реално го представува небото, па се добива впечаток дека сте на отворено. Чувството е неверојатно, а одредени улици во центарот се со придушени бои, со што се создава впечаток на прикречерина. Низ целиот центар е изведен канал по кој пловат венецијански гондоли. Што се однесува до цените на одредени продукти во Доха, на пример водата е 2 реали, што е околу 30 денари, лебот чини од 45 до 60 денари, млекото 90, а 1 литар бензин е 15 денари. И така со малку спорт, малку колажи и забавен програм, полека ја привршуваме и 8-та емисија посветена на 24-то светско првенство. Меѓутоа, не ми дава душата некако да ја завршам оваа емисија без да кажам нешто. Ќе ми прости режијата. Имено, пред кратко време, изгубивме нашата ракометна легенда Боро Чурлевски. Денеска дознав дека има сериозни проблеми, фамилијата негова, со подигнување на еден достоен спомен дом за една легенда како што е Боро. Ќе испратам апел до градот, фирмите, приватници и вие што уживавте во неговите потези на ракометниот виртуоз, да се обратите до фамилијата Чурлевски, да помогнеме сите заедно за да има достоен барем спомен дом, вечен дом. Со овие мисли, со мисли да ја разбудам хуманоста кај вас, почитувани љубители на ракометот, особено на виртуозот Боро, ќе завршам вечерашната емисија, ќе посекам пријатна вечер со програмите на Тера телевизија. Оние што сакате повеќе на tera.mk, повелете на нашиот портал, а за сите останати, закажувам средба утре, во 20 часот, нормално со, се надевам, пријатни вести.